Почитувани граѓани, на овие избори се носи клучна одлука во клучен момент за нашата земја и нашата иднина. Дали одиме напред, дали продолжуваме со развиениот свет или ќе дозволиме блокада на нашите шанси и ќе се вратиме назад во лошото минато. Во изминатите 2 години, со ваша подршка, ги решивме најтешките прашања со соседите и ги отворивме перспективите за земјата. И ве уверувам дека ќе продолжиме уште посилно да ги решаваме и внатрешните проблеми кои секојдневно ги мачат граѓаните. Впрочем, и се што досега направивме е токму за решавање на тие проблеми. Во тек е зголемување на социјалната помош за 3 пати, драстично намалување на казните за фирмите и граѓаните, почеток на враќање на ДДВ за секој жител на нашата земја и обезбедување финансиска помош за домашните фирми, преку што подржуваме нови, добро платени работни места. Но да знаете, дел од овие придобивки ги кочи сегашниот претседател. Не ги подпишува законите со кои овие придобивки треба да стапат на сила. Нам не ни треба нов кочничар. Ни треба некој што влече напред, а не некој што кочи и блокира. Наша одговорност, како политичари, е да се развива земјата. Честно прифаќаме критики и во тек се промени со кои многу брзо ќе се зголемат резултатите од нашата работа на внатрешен план. Мора да се преземе одговорност таму каде што е потребно. И тоа ќе го направиме по изборите. Но на 5 мај да ги оставиме настрана поделбите и да се сплотиме пред изборот и одлуката. Знаеме колку многу е потребно изборите да успеат и да победи напредната опција. Знаеме дека треба масовно да излеземе и да гласаме сите. Секој и сечиј глас е важен. Се обраќам до сите наши граѓани, до сите македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци и сите други. Излезете на 5 мај и гласајте по сопствена волја, но гласајте за иднината на земјата и за иднината на децата. Секој глас е одлучувачки глас. Силата на гласот е кај сите вас, а гласот е најсилен кога е на гласачкото место. Да излеземе сите и да ја поддржиме опцијата со која заедно ќе продолжиме напред.